Представници од политичките партии кои имаат мандати во новиот собраниски состав денеска се појавија во собранието, меѓутоа ниту еден од присутните пратеници не сакаше да ја коментира причината за средбата, ниту пак да каже за што се разговарало. Имено Талат Џафери закажа координација на представниците на политичките партии во понеделник, на која треба партиите да се усогласат околу измените во изборниот законник. Измените би се однесувале само на мандатот на градоначалниците, кој треба да се проложи за да им се овозможи на општините да функционираат нормално. И двете политички партии предложија одредени датуми кога би можеле да се одржат локалните избори. Лидерот на СДСМ Зоран Заев во текот на вчерашниот ден изјави дека можен датум за локални избори се есенва или дури идната пролет, додека пак лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски истакна дека ставот на партијата е да се организираат локалните избори во најбрз можен рок и доколку не се одржат во предложените датуми, тоа би значело грубо кршење на законот и порача дека партијата не го признава Талат Џафери за претседател на собранието, бидејќи е избран со кршење на уставот, законот и деловникот. Апелот на ВМРО ДПМН е да се одржат локалните избори на 2 јули првиот круг и 14 дена подоцна на 16 јули вториот круг. Она што го гледаме од другата страна дека немаат расположение за брзи локални избори, инаку ако имаат би го прифатиле овој рок и би имале на 2 јули. Но очигледно е дека имаат недостаток на самодоверба, односно се плашат дека ќе ги загубат и бараат колку што е можно подолг период да се пролонгираат, така што од тие причини ние оставивме отворено уште 2 термина во септември, 17 и 24. И последен, како најдалечен што би можеле да го прифатиме, е 15 октомври. Се понатаму ќе биде грубо кршење на демократските процеси. Така што се однесува до Талат Џафери, ние да сакаме не можеме да го признаеме за претседател, бидејќи човекот е избран, условно во наводници кажано избран, насила, со кршење на уставот, кршење на законот, кршење на деловникот на собранието, вон сите правила, вон сите процедури. Тоа е едноставно во моментот е и така и ќе остане веројатно понатаму узурпатор на позицијата претседател на собранието. Тој за нас може да биде само пратеник. Дел од градоначалниците апелираат што е можно побрзо да се најде решение со мандатите, бидејќи од понеделник општините ќе се соочат со целосна блокада, а тоа најмногу ќе се одрази на граѓаните. Ќе настане застој во функционирањето, со оглед тоа што градоначалниците нема да имаат можност да потпишуваат, а воедно и ќе нема да вадат овластувањето кои што се дадени на вработените во соодветните сектори и служби на општината и на градот Скопје. Од понеделник практично тоа значи цела блокада. Тоа значи дека сите служби и раководители на сектори работат по овластување на градоначалникот. Практично тие овластувања сите прекинуваат. 4-годишниот мандат на градоначалниците на општините и општинските совети истекува во понеделник. Она што би можело да се случи по понеделник е околу 5000 вработени во локалната самоуправа да бидат соочени со неможност да примаат плата, на 10.000 вработени во јавните предпријатија и повеќе од 30.000 вработени во основните и средните училишта и градинките да останат без приходи. Со прекинувањето на мандатите на 15 мај, локалната самоуправа нема да може да ги извршува своите законски обврски и клучни надлежности. Неодамна Уставниот суд одржа седница на која одлучи дека не е надлежен за мандатот на градоначалниците. Уставните суди едногласно одлучија дека судот не е надлежен да одлучува за правни ситуации и дека тоа е во исклучителна надлежност на законодавецот, односно на собранието.